Добри дојде во студио за господинот Павле Трајанов, председател на Демократскиот сојуз и актуелен пратеник во Собранието. Постои загриженост околу формирањето на анкетната комисија. Предолго се формира, односно никако да се формира. Проблемот околу владеачката ВМРО и опозиционата СДСМ е клучна за кочување на формирањето. Консензусот е спорен. Каква логика има консензус на донесување на одлуки во една анкетна комисија околу инцидентот на Собранието? Јас не верувам дека може комисијата едногласно да одлучува со консензус. Многу тешко ќе биде тоа. Тешко ќе биде ако се надгласува таму. Но мислам дека тактизираат и двете политички партии, практично се развлекува донесувањето на една ваква одлука, но јас сум сигурен дека сепак ќе се донесе таква одлука, ќе се формира комисијата. Но инцидентот беше без преседан. Дефинитивно наречен црн понеделник. Беа вклучени полициски сили во истерување на пратеници и на новинари. Вие сте... Имаше доста расправи околу тоа. Знаете, не можете инцидентот на 24 да го гледате изолирано од случувањето пред тоа. За мене беше се прифатливо околу расправата што се водеше за буџетот, дури се користеа демократските средства. Тогаш кога пратеници од опозицијата започнаа да ги корнат микрофоните, да се служат со насилство, да спречуват можност за дискусија, расправи со потреба на сила, тогаш мислам дека започна практично Велите дека опозицијата сушност си го заслужила она што го добија? Не можам така да речем дека некој заслужил. Сакам да кажам дека сценариото за случувањето во парламентот го подготви опозицијата, а позицијата или владеачките партии практично се вклучија во тоа сценарио и сега ќе се расчистува одговорноста. Кој колку е одговорен, ќе видиме. Но за секој случај настан кој што никој не сакаше да се случи, најмалку сакав ја да се случи тоа во парламентот. Подоцна самата власт си го изгласа законот за буџет без опозицијата. Па буџетот... Чија сценарио беше тој? И тоа ли беше на опозицијата? Не може опозицијата да наметнува каков ќе биде буџет. Таа може да иницира, да расправа. Меѓутоа, што владата има мнозинство за гласање, за носење на буџетот, ќе се донесе. Затоа што често пати ги беше на работите... Тогаш, која е улогата на опозицијата? Не е нормално дека не наметнувано, се потребни полемики. Па дури обструирање на самата расправа, што е познато за зрелите демократи. Полемика ќе се водеше за 1200 мадмани, кои што беа во функција на обструирано носење на буџетот. Добро, но кога власта има полицијата во своји раце, тогаш е опасно да насилството да биде всушност вперено токму во опозицијата. Ке се расчистат тие работи. Да, анкетната комисија ќе сум за тоа да се дефинира утврди одговорноста на секој поединец во парламентот, бидејќи сите носиме одговорност за состојбите и тоа што се случи на 24 декември. Унапред не можеме ние да речеме тоа е виновен, овие не се виновни. Добро, и токму заради тоа и комисијата. Затоа е комисијата. Да. Како поранешен министер за внатрешни работи, случајот со Пустец би сакала, би ве замолила да го коментирате. Министерката за внатрешни за интервју за Радио Слободна Европа неделава изјави дека нема ништо спорно околу личните карти, се работи за диаспора од Албанија, која гласала едноставно во центар. Кај нас во јавноста имаше две работи. Локални избори и парламентарни. Значи, на парламентарните избори може да гласат сите наши државјани, независно каде живеат, дури да имаат престој во странство. Околу учеството на државјани на Република Македонија кои што живеат во странство, а повремено овде престојуваат или стално, че тоа прашање заслужува расправа. Формално правно, ако се гледа, бидејќи тие се вставени на избирачкиот список, значи тие се државјани и предпоставка е, значи јас верувам дека тие имат легален престој во Република Македонија, постојан престој. Тоа може лесно да се провери. Опозицијата и медиумите понудија доказ на
на власта, на јавноста, на меѓународната заедница која стануваше збор за регуларноста на изборите, докази за фактичката состојба. Дека личните карти биле печатени и издавани пред одржувањето на изборите, дека постојат листи во кои постојат докази дека десетина луѓе живеат на истата адреса, како што рече Максим Ѓорѓија, например, или каде живеете кај Кајсијата и така натаму. Иста ситуација наши државјани кои што барат бугарско државјанство на една адреса се пријават повеќе бина, таа процедура поминува таму, веројатно на исти начин. Онака како што најдоа фалсификат 350.000 знаете што, тој ден пред гласањето, јас не верувам во тоа, бидејќи за да бидете ставени на избирачки список, многу порано треба да бидете ставени. Добро, порано веројатно. Па така да не е ден, значи не реков ден, реков непосредно пред изборите. Бидејќи имаше такви коментари во јавноста, дури мислам дека сите овие активности се направени многу порано за времето на владењето на друга влада, а не актуелната. Дури мислам дека тоа беше. СДСМ ги впишувала граѓаните отпуштици? Па не, мислам дека во тоа време дури беше Лјупчо Ѓорѓевски премиер, кога имаше избори. Тогаш јас колку што се сеќавам, министар за внатрешни работи беше Љубе Бошковски и тогаш се дозволи државјанства, престој. Дали од тогаш е таа работа? Не, овие лични карти беа сосема нови, не беа од времето на господина. Па не знам, може ги замениле, може имало стари лични карти, сега согласно новите законски прописи да морат да имат нови пасоши, нови лични карти, веројатно се замените. Значи немам точен увид и информација. Би требало дали треба тогаш од страна на МВР, од страна на министерката која така тврдеше да бидат понудени докази до јавноста, документи дека сушност станува збор за стари лични карти. Па докази не знам сега какви може да се понудат, меѓутоа министерката тврди дека целокупната процедура е запазена согласно. Видете, политичарите и власта може било што да тврди, но може да но мора да бидат понудени докази за тоа. Мислам дека тој што го отворува прашање или ќе понуди докази, или ќе бара преку парламент, преку анкетни комисии да се утврдат состојбите точно. Ме интересира ваш став околу истрагата на новинарот сопственик на Фокус Никола Младенов. Имаше прилично критики околу начинот на кој бил водена истрагата, новинари даваат докази за патарините, уредничката на Фокус Јадранка Костова понуди доказ дека и таа нашла некој предмет од Мерцедесот. Истражниот судија повторно се врати на терен, имаше и околу тоа критики дека слабо се водела истрагата и беше целиот случај затворен како сообраќајна несреќа. И покрај критиките. Добро, сега јавноста нема увид во материјалите што ги обезбедува преку увидот на лице место, истражниот судија, полицијата, јавниот обвинител. Не треба ли да биде тоа до јавноста, односно до медиумите дадено? Мислам дека бидат понудени доказите дека се направило за целокупната постапка треба да биде транспарентна, јавна. Според тоа што ја досега имам информации врз основа на увидот што е направен, врз основа на коментарите во јавноста, медиумите што пишува и коментари пошироко, се работи за класична сообраќајна незгода во која што трагично го загуби животот на тоа беше официјалната верзија. Нема елементи дека се работи за конспирација, за не знам, инволвираност на други луѓе, се работи за сепак за сообраќајна незгода, но мислам дека по завршувањето на целата истрага должи истражниот судија, јавниот обвинител една информација која што ќе ја презентира, која што хронолошки ќе биде се подкрепено и јавноста заслужува да биде информирана, бидејќи сепак Никола Младенов беше клучна новинарска фигура која што е единствен новинар кој што направил неделен весник, дневен весник и обстојал на пазарни основи. Но, мислам, кој постојано бил критички спрема власта, спрема сите, не само према актуелната, така да беше виден новинар и заслужува јавноста да биде информирана точно што се случува. Во детали што се случувало. Што велите, кој е вашиот коментар? Human Rights Watch
критикувајќи, односно коментирајќи ја состојбата во Македонија околу медиумската сфера, паѓањето на слободите на медиумите на Македонија, загрижена за притисоците кои се вршат од страна на власта кон медиумите, на прашање околу истрагата, начинот на кој се водела истрагата во интервју за Voice of America, изјави дека е загрижена како се водат вакви случаи, кога станува збор нели за сообраќајна несреќа на новинар. И тоа не било кој новинар во Македонија. Добро, медиумите отворија дилеми околу начинот на кој се води истрагата, но битно е тоа што МВР или бидејќи истражниот судија води истрагата, не МВР, во овој случај увидот на лице место, значи самиот увид е препуштен на млад, неискусен истражен судија. Не знам кој дали искусен е и така натаму, но значи доминантна личност во институција е судот. И тој треба да процени обемот, ширината на истрагата, дали ќе бара дополнителни информации од службите, од Дирекцијата за безбедност, контраразузнавање, од службата за јавна безбедност, од управата за јавна безбедност, дали ќе бара дополнителни вештачења, пошироки информации ќе собира, тоа е сепак во надлежност на јавниот обвинител и на истражниот судија. Тие доколку побарат дополнителни информации, јас сум сигурен дека ќе ги соберат. Ако можат новинарите сами на лице место да најдат дополнителни факти кои што на еден или друг начин разјаснуваат. Да, во една нормална истрага да бидат наоѓани од страна на новинари докази. Ако се третира како што го третира случајот до сега јавниот видел истражниот судот по МВР дека се работи за класична сообраќајна незгода, тогаш нема потреба од собирање на дополнителни информации. Но ако сакат да прошират, евентуално да соберат повеќе информации. Пред да констатираат дека станува збор за сообраќајна несреќа, беа оставани докази уште првиот и вториот ден. Знаете, луѓето што учествуваат во увидот на лице место од полицијата се многу искусни и стручни. Тие точно можат врзов на собраните информации, докази, веднаш да проценат дали се работи за сообраќајна незгода или има тука мешаност на надворешни сили, други Вие самите сили. реков дека не е било кој Никола Младенов и заради тоа требало да се покаже Јас верувам дека политичка волја да се реши овој случај. Јас верувам дека потранспарентно. По завршување на сите вештачења, колку што знам, тие се во тек, дека ќе има на време информација за случувањата околу сите овие работи и ќе имаме точна информација што се случило и што биле причините за сообраќајна незгода и така натаму. Добро, јас ви благодарам што Благодарам и вас.